Вечерва со нас е еден од најпознатите македонски тату артисти, Марко Тасевски, кој што само 5 дена по трагичната несреќа во Кучани имаше можност да го истетовира ликот на Андреј. Марко, како дојде до тоа да го тетовираш ликот на Андреј? Вака, прво сочувство кон фамилиите, побрзо да закрепнат со повредите сите што се повредени и засегнати од таа трагична вечер. И нека почиваат во мир сите 59. Таму 5-6 ден беше, не знам, не ми текнува. Мислам дека 5 ден го тетовирав од трагедијата. Види, закажан ми беше друг термин тогаш, ама друго сакаше клиентот да тетовира. Мислам, не му беше тоа идејата, си беше закажан редовно пред 2 месеци. Дечкото што беше тој ден закажан. И сабајлето ми пишува денеска го тетовираме Андреј. Ја бев искрено у шок. Сите бевме засегнати, нели се уште сме од ситуацијата. И ми беше предизвик. Човекот бил пријател и со Панчо и со Андреј, така да искрено не сакам толку многу да им навлагам зашто и како и ако сами не ми кажат, бидејќи се уште е тази ситуацијата и не знаев он како ќе се чувствува во моментот за премногу за повеќе да се отвори за тетоважата. Ти сподели ли некоја посебна приказна или момент поврзана со Андреј што ти помогна да го пренесеш неговиот лик на тетоважата? Па као што ти кажав, не сакав толку многу да им навлагам. Знам дека биле блиски, се дружеле, можеби повеќе со Панчо, човеков во ситуацијата, ама пак бил близок и со Андреј. За да одолам тетоважата, не ми помогна ништо, бидејќи јас се знаев со Андреј. Не можеше фотографија да ја гледав и беше предизвик како и да е. Секогаш е Сакав да те прашам, како се чувствуваше додека работеше на нејза, бидејќи реално тешко емоционално да се издржи да се тетовира на таква тетоважа? Па најтешко можеби е портретот починат, искрено. Најпредизвик и најтешко, особено у ситуација и ја бидејќи го знаев и дека тазе, ама тука треба емоциите да ги тргнеш на страна, професионализмот да си фокусиран 100% у тетоважата, зашто ако дозволам да ми влијаат емоциите, може таа тетоважа да не се погоди ликот и да не личи. Многу малце фали, така да. Дали сметаш дека тетоважите се еден вид терапија за клиентите, особено кога станува збор за спомени вака на блиски лица? Терапија се како и да е, секоја тетоважа, ама сега дали е терапија самиот лик, портрет, тоа не можам да кажам бидејќи секој различно, некој го става секој различен порив става портретот починот, така да сметам дека тоа треба да е убаво размислено и пред тоа да поминат еве неколку дена, да не е она импулсивно и сепак е убаво нешто. Колку време ти беше потребно да завршиш тетоважата? Обично побрзо ги правам портретите, особено црно-бело зашто си беше, ама во овој случај мислам дека 5-6 сати ми требаше, бидејќи стварно да се фокусираме беше тешко. Сега не дека се жалам и кукам, ама е комплицирана ситуација во тоа. Дали оваа тетоважа остави посебен впечаток кај тебе како уметник? Дали беше една од најтешките тетоважи исто? Да, вклучувајќи ги и другите тетоважи на почините што сум ги правил. Особено друг пат ми било тешко да тетовирам син на татко, синот починат. И тоа секоја таква тетоважа е тешко. Сите ги ставам у еден кош. Сите вакви тетоважи се подеднакво тешки. Ти благодариме многу на храброста и талентот и умешноста што успеа една личност ке може Андреј да го носи целиот живот со себе. Да, и да не се заборави неговиот лик и дел.